Кети Борисовска е најдобрата актерка на Велешки театар за 2017 година, а наградата за најдобар актер ја понесе Фаик Мефеиловски. Борисовска годинава одиграла 48 представи на редовниот репертоар, а театарот ја оддава признание за посветеноста и достигнувањата во улогите во представите Ана Комнена, Театар Љубов моја, Волшебникот од Оз. Фаик Мефеиловски годинава одиграл 67 представи на репертоарот, имал ангажмани надвор од театарот, а наградата ја добива и за својата посветеност во Ана Комнена, Тирамису, Синиот портокал, Волшебникот од Оз. За прв пат годинава Велешки театар ќе додели признание за најуспешна актерка, актер и сценски работник. И јас се одлучив да оваа година за прв пат Народниот театар од Велес Јордан Джинот да додели три награди. Награда за најдобра женска улога, награда за најдобра машка улога и награда за најдобар сценски работник. Што значи, да накратко да ги објаснам? Награда за женска улога значи тоа дека една од улогите да се издвои од актерките која е најдобра и голем број на представи да има одиграно. Значи тоа е условот. Истото важи и за машката награда, така важи и за сценскиот работник кој со најголем број на представи и кој е најангажиран за време на представите и пробите. Наградата за најдобар сценски работник ќе му биде доделена на Спасо Петрушевски, реквизитер со ангажмани во 120 представи годинава и 25 годишно работно искуство. Наградите на добитниците ќе бидат врачени в сабота, кога во нивна чест ќе биде одиграна комедијата Вдовицата се мажи. Не мислам, него тврдам дека ова ќе биде и понатаму оваа награда ќе се оделува, бидејќи на некој начин е и стимул за работа, предизвик за актерите и за останатиот технички персонал и мислам дека ќе биде долговечна. Ја користам оваа можност да ги поканам нашите сограѓани велешани во сабота пред почетокот на комедијата Вдовицата се мажи ќе бидат доделени свечено наградите на овие наши тројца работници во театарот. Наградите се состојат во статуетка, плакета и паричен дел. Инаку вечерва со почеток во 20 часот ќе биде одиграна представата Синиот портокал и тоа во хуманитарни цели. Велешкиот театар дава поддршка на проектот Гуши Бац, па средствата од продажбата на билетите ќе бидат наменети за реедукација на деца со аутизам, чии родители имаат потешкотии да го обезбедат тоа.